Во време кога светот се соочува со пандемијата предизвикана од вирусот корона, на изворот на епидемијата градот Вухан во Кина се наоѓа директорот на фотографија Фейми Даут, кој што од доделувањето на Оскарите во Лос Анџелес за Медена земја и краткиот престој во Скопје се впушти во уште еден професионален предизвик, би рекла прилично ризичен за снимање на документарен филм во американско-кинеска копродукција. На почетокот си како се чувствуваш? Утре или заутре навршуваат 2 недели како што сум дојден. И од ден на ден веќе се подобро се чувствувам. Сите сме, тоест цела екипа што сме дојдени овдека да работиме, не запираме со работа, значи се работи интензивно. Едни од ретките странци кои што се стигнати во Вухан, затоа што градот е затворен од 28 јануари. Опиши ни го како изгледа градот, колкав е, како живее. Голема среќа е што имавме прилика да добиеме пристап за да влеземе до градот, благодарејќи на нашата продуцентка која што потекла од Кина, од Пекинг. За самиот град можам да кажам дека многу интересен, некој чуден спој на древна историја и на современиот живот, значи по денешно време. Има многу малце раздвиженост на возила на луѓе кои што имаат само некаква си одредена цел да завршат некаква си работа и повторно се враќаат во, така да кажам, домашен карантин. Сум сигурен уште важи тој полициски час и нема многу слободно движење. Градот, значи, живее со минимално темпо, иако станува збор за 11 милионски град. Так. Епидемијата таму стартуваше во декември. Она што вие го дознавте во овој процес на снимање досега, како успеа кинезите да ја стават под контрола епидемијата? На 28 јануари стапи во сила, меѓутоа луѓето тоа сериозно си го сваќаат и си го знаат тоа дека си го почитуваат како закон. Значи кога треба нешто да се направи, тоа си го практикуваат. Мислам дека тоа е една од главните причини на тоа да се запае ширењето на вирусот. Дознав дека некои отприлike 30.000 луѓе се повикани, значи како помош од различни провинции, значи дали се медицински лица, армија, полиција, волонтери, значи буквално секаков персонал кој што може да помогне во било која насока. И тоа беше исто една од главната поента на заздравување на луѓето кои што веќе биле заразени од вирусот. Значи таа прва помош во сите тие болници, дури и зградбата на таа војната болница која што е за рекордно време направена за 10 дена да се изгради, каде што се внесени доста заразени од вирусот, многу влијаеше за тоа да не се прошири, тоест да и ефектот биде поблаг, да нема толку загуби на животи. И таа главната поента беше самата изолација на луѓе, значи затварање на целиот град. Но вие сте екипа која што има пристап секаде. Так. Сте во различни болници, во различни установи. Так. Ајде малку опиши каде се успеавте и како се дознавте. Моментално имавме повеќе контакт со кои што имаат приватни бизнеси. Значи, сакаме да опфатиме и таа задната страна, дека тие индивидуални лица кои што имаат свои приватни бизнеси ги отстапуваат нивните простори, го тргаат бизнисот на страна само за да им се помогне на сите заболени лица. Не имавме прилика да отидеме на Ибис хотели овдека во Вухан. Таа мрежа на хотели ги отстапи хотелите за медицинскиот персонал. Потоа имавме прилика да запознаеме еден собственик на ресторан, кај што го има отстапено просторот за складирање на прва помош или на складирање за намирници. Имавме интересна ситуација со млад дечко кој што работи во самата железничка станица, кој што исто затворена од 28 јануари.
и беше сведок на тоа како таа ноќ се пристигнати негде од прилике, сега да не сгрешам, али мислам дека 1.000.000 пакети на некаква си помош, хуманитарна помош или помош од Црвен крст, за згрижување за заштита на останатите лица во Вухан. И тој човек се уште е таму, значи нема право на излез од железничката станица. До самата железничка станица постои хотел кај што таму се сместени сите луѓе кои што се вработени во таа станица. И се чека денот кога официјално ќе се отвори градот за да можат да се вратат они во нивните домови. Има уште 1.000.000 приказни, значи не можам сега да се сетам на доста од нив, меѓутоа луѓето, знаеш, се многу хуманитарни и се посветени на барем за помош и заштита на било кои луѓе околу себе. Значи 28 јануари е денот кога е затворен Вухан, се предвидува на 8 април тој да биде отворен. Так, тоа е голем временски период и се водат веројатно некои лични и психолошки битки меѓу граѓаните. Искрено мислам, него наполнав тоа, меѓутоа можда е одговор на ова прашање. Додека бевме во самата железничка станица, вработените кои што се внатре, фактички кои што они си не ни престануваат со работа, меѓутоа имаат наредба да ниеден граѓанин кој што доаѓа од друга провинција, кој што проаѓа со воз преку Вухан, значи да не се симне во самиот град. И тој персонал има два пати во денот обичај да имаат некаква си гимнастика. Мислам, тоа е што е вообичаено за култура. Можда сме го виделе, мислам, ја тоа неколку пати го гледам. Имаат обичај на друштвена игра. Значи, имаат кореографија, значи, и имаат обичај да постари луѓе и тоест повеќе генерации на јавните места, значи да имаат такви собири кај што играат некаква си кореографија, си пуштаат на звучник некаква музика и си играат. И тоа дополнително им дава некаков си, како да кажам, стимул да бидат повоинствени во однос на сите работи што им се случуваат. Во ноќните часови е така морничаво, сам дел од снимките што се направени, што ги правам конкретно се да се опише и ноќниот живот, значи кај што нема буквално ниту маќ, ниту куќе на улица, мислам само гледаш семафори се светат зелено, црвено и нема никакво движење. Вирусот е ставен под контрола во Вухан и Так. полека градот почнува да се враќа во нормала. Спомена дека 1500 медицински лица веќе се вратени по дома. Се вратени, да, така. Како оди тоа повторно рехабилитирање на градот? Да, од завчера донесоа властиве одлука каде што секој нареден ден до 8 април Вухан ќе се отвара со секоја наредна провинција околу Вухан. Значи има блиски поголеми населени места околу Вухан, кои што има директна поврзаност со Вухан и они одлуча дека на секој ден ќе се отвара делница која што иде во таа наредна локација. Значи така полека ќе се отвара градот за комуникација за да почнат работите да се одвиваат нормално. И се надеваме дека таму, 8 април е предвиден денот каде што сите овие градови, па и железничката, аеродромот и сите останати собрани делови од Кина ќе бидат отворени. Работите цело време, како се заштитувате? Како изгледа начинот на кој што вие работите? Една од најбитните работи за кои што се одлучив за да дојдам овдека, значи безбедноста не беше на прво место. Што од самиот разговор од почеток со режисерот беше нагласено, мислам дека нашата здравствена безбедност е од колку од самиот филм. Значи не сме
дозволиме било кој член од екипата да се зарази од самиот вирус, бидејќи ќе биде тоа погубно за целата продукција, значи се затвара буквално цела продукција, бидејќи сите ќе треба да лежиме во карантин. Човек кој што веќе има долгогодишно искуство со епидемии, со заразни болести, значи се грижи за нашата безбедност, за нашето здравје. Секој ден, тоест вечерта на крајот од денот на снимањето се мери притисок, се мери температура, еднаш неделно се прави крвна слика за сите нас, чисто да си имаме евиденција да се прати за секој член од екипата за здравствената состојба. И самата продуцентка кажа, значи најбитно не е самите да се заштитиме, значи тоа е пред се најважно, а останатото дали ќе успееме да го направиме филмот или не, значи останува во втор план. Искрено љубопитна сум ја да чекам да видам што се ќе раскажете за Вухан во оваа фаза. Така. Што е она што сега ти оттаму ќе ни го порачаш кога се наоѓаш на изворот на заразата? Згрижете се дома, само тоа е мислам една од начините да се заштитиме, да што побрзо помине цела оваа пандемија. Инаку од тоа што сведочиме овдека, мислам дека тоа е најдоброто искуство што можеме да го пренесам. Не е моје лично, меѓутоа од луѓето кои што тука го пренесуваат, тоа е најдобриот ефект за да се заштитиме од тој вирус. Ќе седиме дома, ќе си го крепиме дух. Сакајте се, раскажувајте се што повеќе работи, тоа што не сте го кажале можда меѓу себе. Тоа е, мислам дека тоа е сега период да се види човек колку може да издржи. Ви посакувам успешна работа, ви посакувам добро здравје пред се, да успеете да ги чекате фази кои што му престојат на процесот на снимање, да го отворите успешно градот на 8 април и потоа да имаме можност да те видиме во Скопје. Благодарам. Се надевам и ја во скоро време. Ти благодарам уште за поканата.